Почитуван председателе на Собранието на Република Македонија, почитувани пратеници, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. На 17 јуни минатата година во Преспа со нашите соседи и пријатели Грција потпишавме документ за крај на спор кој цели 3 децении беше травматично прашање, носеше сериозни последици и го попречуваше напредокот на нашата земја. Ставивме подпис на договор кој означи почеток на крајот на неизвестноста која се закануваше да биде недогледна, ако не се охрабривме и ако не постигнавме решение. Достоинствено и прифатливо решение подеднакво за двете страни. Со целиот процес што се одвиваше од тогаш до денес, се потврди дека ние, сите заедно, сме генерацијата што најде решение. Што се одважи да ги затвори прашањата, дали постои македонскиот народ, дали зборуваме македонски јазик и дали ги затвараме за секојаш овие прашања, а ја отвараме перспективата и иднината за секоја следна генерација. Дали знаеме каква Македонија сакаме денес и за секогаш. Одговорот на сите овие прашања е афирмативен. Да, имаме кристална и недвосмислена потврда за македонскиот идентитет. Македонец, македонка, македонци, македонско. Како дома, така и во странство. Преведено без ограничувања на сите јазици во светот. Македонски идентитет за севкупна употреба конечно. Грција повеќе не го оспорува нашето право за себе определување, нашето право на нашиот собствен идентитет. Македонскиот јазик ќе се користи слободно секаде, во Обединетите нации, во НАТО, Европската унија, во сите официјални институции, активности и настани. Имаме договор со јасни обележја на нашата македонска посебност. Имаме договор за јазик и идентитет кој се македонски од нашата држава која ќе носи име признаено од целиот свет – Република Северна Македонија. Почитувани пратеници, почитувани граѓани, никому ништо не сме му подариле, ниту некој не одзеде нешто кога се договоривме за географската одредница. Процесот на уставните измени со предложените амандмани треба да заврши со одлука за измена на уставот што ќе ја донесе собранието со двотретинско мнозинство гласови од скупниот број пратеници. Тој свечен чин ќе биде кулминација на сите наши напори, израз на нашата посветеност да најдеме решение кое е во интерес на еднината и на граѓаните и на нашата земја, но впрочем и на граѓаните на двете земји и на нашите две земји. Се издигнавме над стравот за да обезбедиме безбедна и спокојна иднина. Повикувам да ги обезличиме манипулациите, да ги отфрлиме зидовите на изолација и на омразата и да го потврдиме ова историско решение. Целиот демократски свет, сите наши заеднички пријатели, партнери и подржувачи порачаа дека овој договор е чекорот што не извлекува од минатото и не ги отвара портите на иднината, на европско-македонската иднина. Денешниот ден е само уште еден голем ден во низа големи денови што доправа ни престојат. Да, денешниот ден и вашата одлука на крајот на оваа седница не ставаат поблиску до чинот, кога ќе го потпишеме протоколот за пристапување во НАТО. Ние ќе бидеме 30-та членка на НАТО. Нашиот пријател Грција ќе биде првата земја која ќе го побара тоа. Исходот од оваа седница ја прави огромна известноста дека во јуни оваа година, на датумот кој е утврден за старт на преговорите со Европската унија, ќе ги отвориме првите поглавја со намера последното да го затвориме во 2025 година. Европа ни ја подаде раката, ја повика во своето семејство и нашата татковина. После решавањето на спорот со Грција, нашата земја веќе нема да има ниту едно отворено прашање со ниту еден сосед. Постигнавме договор за пријателство со нашиот источен сосед, со Република Бугарија. Шириме таков дух, такво пријателство со сите наши соседи.
на нашата земја гледаат како на пример за решавање на спорови. Тоа нашите пријатели го препознаа и ни оддаваат признание во меѓународните односи како земја со автентична улога и став, како земја која е учесник, а не само нем наблюдувач на процесите на меѓународната сцена. Како земја партнер на најголемите сили во единствените сојузи со кои делиме исти вредности, сојузите со земјите членки на НАТО и на Европската Унија. Тој избор нема алтернатива. Тој избор е генерацијски, историски и патриотски. Зошто патриотизам е кога им градиш патишта на идните генерации, правејќи држава признаена од сите граѓани на која се горди. Почитувани пратеници, вашата позитивна одлука овде во собранието ќе не однесе под знамето на нашата држава која ќе се крене на јарболот пред седиштето на НАТО во Брисел. Да ги кренеме главите, да се издигнеме над нашите делби и поделби, за да гледаме како гордо се вее нашето знаме тамо пред НАТО во Брисел. Пред нас се белите страници на нашата иднина. Наместо со горчина и гнев, од денеска натамо заедно да ги спишуваме овие страници со разбирање, со надеж, со заедништво, со солидарност, со взаемна радост. За нашата иднина, за иднината на нашата заедничка граѓанска и македонска држава. Наша одговорност е да ги поведеме нашите граѓани кон безбедна, стабилна, економски силна заедничка држава. Како на избрани членови на овој парламент, директни представници на граѓаните, но посебно како на одговорни граѓани и личности, ве повикувам да бидете дел од оние кои ќе однесат нашата земја во заедничка подобра иднина. Да бидеме оние кои пишуваат историја и кои не излекуваат сите нас од минатото. Да бидеме дел од оние кои ќе бидат запаметени во македонската историја како народни избраници, која докажаа својата храброст и пред се одговорност и ја однесува македонската држава во европското семејство. Другиот избор е да бидеме запаметени како оние кои оставиле татковината во изолација и заборав. Оние кои не ја препознале уникатната и единствена шанса за нашата земја. Другиот избор е да ги ставиме партиските и личните интереси на некои политички актери над интересите на нашиот народ и на нашите деца и свесно да ја попречиме иднината на нашата земја и да ја затвориме вратата за ЕУ и за НАТО сигурно со децении. Почитувани пратеници, вашата одлука е меѓу овие два избори. А изборот не може да биде појасен. Успехот не може да биде поизвесен. Големината на оваа историска одлука треба да ја препознаеме сите. Вашиот глас е глас за полноправно членство на нашата земја во НАТО за помалку од една година. Вашиот глас за не става во европското семејство на нации на Европската Унија. Секој глас против е глас за изолација, несигурност и сиромаштија, за нови политички кризи и поголема неизвестност дури и од оние кризи од нашето минато. Светот гледа и очекува дека вие, како представници на гордите граѓани на нашата земја, ќе покажете државничка одговорност. Вие знаете дека една таква државничка одговорност, која има сила да ја стави настрана партиската припадност, нема да дозволи да се врати назад било какво мрачно наше минато. Работевме премногу напорно сите и сега е време сите заедно да ги собереме плодовите на тој труд. Вие сте дел од еден историски момент. Тој историски момент повикува на обединување. Тоа ни е потребно како никогаш досега. И продолжуваме да работиме на нашето внатрешно обединување. Тој историски момент не повикува да престанеме да си играме политички игри и да се издигнеме над партиското. Имавме вистина инклузивен процес сите овие 3,5 месеци, во сите фази од постапката за уставните амандмани, со цел имплементација на договорот од Преспа.
Сакам да се заблагодарам на Социјалдемократскиот сојуз и коалиционите партнери, ЛДП, НСДП, ДОМ, ТХП, ЦЕР, ТДП, Сојузот на ромите, Партијата на обединети пензионери и граѓани на Македонија, ПЕИ, Српска странка во Македонија, на независните пратеници овде присутни. Дадоа сериозно учество во конечноста на амандманите. Сакам да се заблагодарам на ДУИ, да се благодарам на БЕСА, на Африм Гаш, да се благодарам на ДПА, на Мендух Тачи. Сакам да се заблагодарам на 8-те пратеници од ВМРО ДПМН и коалицијата, кои потврдија и верифицираа уште еднаш македонски идентитет, но и за промените на примената за самите уставни амандмани. Исто така и за стапувањето на сила, кој што ја обезбедува целата оваа постапка. Дадоа сериозен придонес 8-те пратеници, како што личи на конструктивна опозиција, што не е случај на остатокот од опозицијата од Македонскиот блок. Давам посебен поздрав на инклузивноста на пратеникот Панчо Минов, затоа што е вграден во овие уставни амандмани и уставен законник по повеќе елементи, и од другите пратеници од опозицијата кои што и не се овде присутни, кои што дискутираа, има и текако вградено доста елементи во она што е денеска уставни амандмани и уставен закон. Сакам да се заблагодарам на Алијансата за албанците и на партијата БЕСА на господинот Билел Касами. Преку овие пратеници го подобрија новиот устав во функција на едно општество за сите. За тоа што и покрај тоа водеа грижа за разбирањето на македонската етничка заедница во нашата заедничка Македонија. Очекувам дури и конечните одлуки од БЕСА на господинот Билел Касами, дека ќе останат позитивни токму во овој колосек. Почитувани пратеници, Македонија и граѓаните на Македонија ќе ви бидат благодарни за одговорноста, за храброста и за одлучноста. Сакам на крајот да кажам дека наша должност да им дадеме ветар во крилјата на нашите млади генерации, да се издигнат како нивните европски врсници, еднакви пред можностите на сите европјани. Одлуката што стои пред вас денеска повикува да ја видиме нашата земја македонска како држава на европското семејство која не прифати како македонци, со свој силен идентитет и гордост, заедно со нашите браќа и сестри, со граѓани, албанците, турците, ромите, србите, власите, бошњаците и сите други кои што живеат во нашата Македонија. Благодарам.